Крајот на годината го одбележи и крајот на есенскиот дел од втората кошаркарска лига. Со одложувањето на последното коло за месец февруари, Велешки борец баскет ги доби сите надпревари на домашен терен, вклучувајќи ја службената победа против Шкупи. Направивме 4 коректни победи оваа петак победа на домашен терен, имаме 4 порази на гостински терен, со исклучок на еден надпревар со Беска, што бевме убедливо победени. На сите надпревари водевме изедначена борба и бевме на границата да ги добиеме и да го направиме тој брейк. Меѓутоа остатокот на сезоната остануваат уште доста кола до крајот, значи уште 11 кола или 11 или 12 кола, од кои се надеваме дека со на овој надпревар имаме појачување, во екипата се врати долгогодишниот кошаркар на Ангели, на Овче поле. Тоа е играчот од кој потекна во мојата кошаркарска школа, Ивковиќ Тодор, кој е одлично засилување, значи спремен играч на позицијата број 1. Доаѓа од прволигашката екипа Гоце Делчев, каде што имаше премала минутажа и покрај тоа што таму имаше и плата, он дојде овде да игра за Борец. Па можам да оценам баш така и како што се надевавме како успешна, ги кажавме нашите амбиции на почетокот на сезоната. Значи тоа што зацртавме, остваривме, се наоѓаме во горниот дел на табелата, во првите 3 екипи. Како и тренерите, така и кошаркарите велат дека се задоволни од досега одиграното. Искрено, полусезонова како што помине, јас сум презадоволен. Ова е одраз на добрите тренинзи, на добра се прецена добрата атмосфера. Научивме дека сме екипа, дека сме тими, само така можеме да имаме успех. Ме радува тоа што ги имаме добиено сите утакмици на домашен терен. И може да жалиме само за некоја утакмица пред за она првата во Тетови, зашто некоја утакмица напред и она мјатата во Радови што не ја добивме. Но ова е спорт. Дома ги добивме утакмиците, останува во втората полусезона, се потрудиме да добиеме некоја утакмица на гост. Со оглед тоа дека нашата амбиција оваа година беше само да обстанеме во лигата, значи завршивме сигурно на второ или трето место, така нешто би оценил сезоната како многу успешна. Значи собравме публика, се направи некој басов велес заради екипата. Сакаме спорту велес уште активна и мислам дека сезоната е успешна. Досегашниот дел од првенството му дава надеж на Борец баскет и за пролетниот дел од сезоната, со што и очекувањата се зголемени. На секој надпревар родиме на победа, тоа е јасно. Не остваривме победа на гостински надпревар, меѓутоа имаме 2 надпревара кои што одлучува буквално една или две топки. За жал. Амбициите остануваат исти, значи првенствено обстанок во втората лига се разбира, доколку имаме можност и најмала ќе се бориме за влество во најквалитетното надпреварување, но рано е, навистина е рано, сега имаме мала пауза да направиме една анализа со екипата и здравје со почетокот на подготовките, ќе видиме вториот дел како ќе биде. Се надеваме дека на домашен терен ќе ги оствариме сите победи и да пробаме да оствариме некоја победа на гостински терен. Имаме, можам да кажеме, едно појачување кое се врати од Штип, Ивковиќ Тошко, ќе ни помогне многу искусен играч и се надам дека ќе направиме добар резултат. Значи надпревар. Ако успееме да завршиме на тоа фамозно второ место, да успееме да избориме влез во прва лига, ќе биде прекрасно, ќе биде најубаво тоа. Но и да не успееме тоа направиме, нема да се разочараме, значи знаеме кои беа амбициите, предпочитаме на сезоната па да не летаме облаци. Значи трето, четврто, пето место средина на табелата е успех. По празничната пауза, кошаркарскиот клуб Борец баскет се враќа на теренот со подготовките за пролетниот дел од сезоната, кој се очекува кон крајот на месец февруари.